Продолжуваат културните настани од проектот Славење на Меѓународниот ден на литературата за деца, другарувањето со книги Ние песна, фестивал на децата, книгите и музиката, кој успешно го реализира јавната општинска установа библиотека Искра. Денеска во просториите на библиотеката беше промовирана книгата за деца и млади, Децата од мобилниот телефон, од авторот Џоу Син, чиј промотор беше Нове Цветановски. Ние досега сме учествувале нова манифестација, како и на други настани во библиотеката и сме многу задоволни од соработката и од самиот тек на настаните. Еве годинава повторно сме присутни со промоција на една кинеска книга. Македоника литера е позната по тоа што објавува исклучиво квалитетна литература, но и по тоа што објавува меѓу другите и кинеска литература. Ние досега публикуваме 64 книги од кинеската литература, од кои што 33 се книги за деца и за млади. Објавивме неколку серии од литературата за деца, најдобрата кинеска литература за деца, тоа е антологиски избор од најдоброто прозно творештво на најдобрите кинески писатели, но имаме серија една од 5 сликовници со кинески народни приказни, 7 книги од најпознатиот и најчитаниот кинески писател кој што пишува приказни за животни, познат како кралот на приказните за животни, тоа е Шен Шиси. И последната серија која што ја започнавме е најдобрата кинеска фантастична литература за деца, во која што една од првите 2 книги е книгата Децата во мобилниот телефон, што ќе ја промовираме денеска, а која што е многу актуелна современа тема, која што е одраз на современиот начин на живење, не само во Кина и во Македонија. Се работи за зависноста од мобилните телефони, зависноста не само на децата, туку и на родителите, меѓутоа како тоа го чувствуваат и децата и возрастните. Многу поучна книга, бидејќи е современа, меѓутоа поучна во секој случај затоа што карактеристиката на кинеската литература е излекување на поуката, меѓутоа и на доблестите на човековото живење. Почита кон возрастните, почита кон луѓето, почита кон природата и така натаму. Во рамки на денешната програма се одржа и книжевно-креативна работилница за афоризми на тема Обиди се да ме насмееш од авторката афористичар Ленча Стојменова.